Малото градче Сатърленд Спрингс во близина на Сан Антонио во сојузната држава Тексас е местото на уште едно масовно убиство во Соединетите држави. Членови на првата баптистичка црква беа во текот на неделната богослужба, кога вооружен напаѓач влезе и отвори оган. При тоа 26 лица загинаа, а 20 на други беа ранети. Според официјални представници, најмладата жртва имала само 5, а најстарата 72 години. Меѓу нив и 14 годишната ќерка на пастирот на црквата. Еден од сведоците на масакрот изјави: I was still inside. I waited till after I knew that it was clear, to even go out to get over to start helping people, because we had no idea if it was one person or if it was more. Председателот Доналд Трамп, кој е на турнеа низ Азија, изјави: This act of evil occurred as the victims and their families were in their place of sacred worship. We cannot put into words the pain and grief we all feel, and we cannot begin to imagine the suffering of those who lost the ones they so dearly loved. Гувернерот на Тексас, Грег Абот, исто така овој чин го нарече чин на злото и ги повика сите тексашани да се молат за малата заедница. As a state, we are dealing with the largest mass shooting in our state's history. There's so many families who've lost family members. Fathers, mothers, sons and daughters. Полицијата соопшти дека напаѓачот бил пронајден мртов во соседната област. Тие го опиша само како бел маж меѓу 20 и 30 години. Меѓутоа, локалните медиуми го идентификуваат како Девин Кели, воен ветеран од блискиот град. Тие додаваат дека бил вооружен со она што изгледало како автоматска пушка. До ова дојде по најголемото масовно убивање во историјата на Соединетите држави, кога еден човек со автоматски пушки уби 58 луѓе на музички фестивал во Лас Вегас, пошто се интензивира дебатата околу законите за носење и контрола на оружјето во Соединетите држави.